Здраво, дечки! Ова е новата Opel Mokka. За жал многу краток период имав за дружење со неа, но ајде на брзинка да видиме што доаѓа со новата Opel Mokka. Значи оваа нова генерација, мора да признам дека на Opel многу добро им дојде таа соработка со PSA групацијата со Peugeot, бидејќи новиот дизајн е феноменален. Ова е едно од најдобрите решенија за возила кои што најмногу ќе се движат во урбаните средини, така да ова е дефинитивно најдоминантното возило кое што најмногу ќе привлекува внимание од страна, бидејќи не само поради впечатливава боја, туку поради целиот дизајн. Целиот дизајн е инспириран од тој нивен концепт Vision E, кој што е инспириран пак од Opel Kadett. Многу интересна комбинација. Дури во дизајнот се приметуваат сите тие линии, пример оваа грбка линија на срединот хубата која што веќе кај новиве возила ја нема. Тука ја има и многу интересен склоп на старото со модерното. Браво за Opel, еден голема десетка, чиста десетка околу дизајнов, и овој дизајн веќе се почесто ќе го гледаме кај сите нивни модели како Crossland, Corsa, се надевам и сите нивни други модели. Сега околу дизајнов, мислам секој аспект можам да го пофалам, но имам една критика, тоа е конкретно тука позади кај багажникот, бидејќи за да го отворам багажникот, сите претпоставуваме дека тука кај оваа длапка под самата врата, но има една процедура, тоа значи дека треба под браникот да го стиснете копчето за да се подотвори вратата и после тоа да потегнете за да го добиеме багажниот простор. Багажниот простор е 350 литри багажен капацитет. Мало, да кажеме, ама сепак ова е едно урбано возило без разлика што е во крос верзијата, во SUV како што се смета, односно джип, но сепак ова е урбан автомобил кој што нема намена многу да биде практичен, фамилиарен. Кој што сака да биде попрактичен, тогаш треба да си земе Crossland. Тоа золо имаме нормално сет за репарација, нема куќи за качалки и сега е време да се префрлиме внатре. Внатре исто така продолжува многу убав, многу интересен дизајн кој што е специфичен за новиве Opel-и. Мора да ги пофалам Opel за двата дисплеја, кој што едниот е 12 инчен, другиот е 10,25 инчен дигитален дисплеј. Едниот е, ги заменува обртометарот, километражата, но исто така тука можете да гледате навигација, да ги гледате сите безбедносни системи кои што ги добивате, односно да видите дали има автомобил пред вас, како сето тоа функционира. Еден интересен приказ, но имам една замерка за да дојдете до тој интересен приказ. Обично се мести или преку волан или преку некој копче тука доле. Јас потрошив многу време за да укапирам како функционира тоа. Откој ќе укапирате, веќе е многу полесно и многу поедноставно и више знаете. Истото се случува и со самиот инфозабавен екран и систем, кој што треба време да научите каде стоат функциите, зашто, која, како функција постои, како се користи. Дури во еден период толку многу не можев да се снајдам за климата, каде, на кое стакло да дува, дали кон нозе, дали кон глава. Си реков, па може би нема таква опција. Океј, од кој ќе научите е лесно, но многу време треба потрошите. Тоа е една голема критика од мене кон Opel и исто уште една голема критика е оваа пијано пластика која што ќе биде сјајна само во моментот кој ќе биде возилото во салон. Првиот ден го вадите, фаќа прашина, бришете гребаници. Не сум фан на тоа. Околу практичните работи и останатиот дел од дизајнот, тука имаме фейк карбон и една мека пластика. Имаме тука тврда пластика, повторно фейк карбон. Не сум голем фан на фейк карбон, но во овој комплет изгледа убаво и би го одбрал како опција. Една интересна опција тука што имаме Алкантара на вративи, алкантара на седиштава. Многу кул опција, многу ми се допаѓа. Би сакал оваа пластика тука да биде мека како напред. Може би се согласил таа да биде тврда пластика тука да биде мека, но како дизајн, окей, убаво. Друго што имаме тука е, односно што може да видиме е голема остава за телефонот, нема бежичен полнаш за телефонот. Имате USB
порт и 12 волтен приклучок за струја. Две остави за шишења е поставено тука на овој среден дел и уште една критика тоа што наслонот за рака, ако го проложам напред, не можам никако да го отворам, мора да го вратам назад, па тек тогаш да го отворам и има сосема доволен простор за под наслонов. Сега може да се префрлиме позади. И еве сме на задниот дел. Вау. Океј, седиштето наместено според мојата возачка положба, дечки. И гледате колку простор имам. Океј, не ме удира на коленици, има простор, ама едноставно седењето тука не е баш најудобно на дол крок. Седиштата како седишта се океј, мора да признам, удобни се, ама бидејќи сум стеснат, притиснат од сите агли, освен од страната за глава имам одличен простор. Од сите други страни е така стеснато и не се чувствам комфортно и особено не се чувствам комфортно бидејќи седиштата се во оваа спортска изведба, па тешко можам да видам напред што има. Целиот интериер е црн, како што можете видите, тоа ми се допаѓа и ако го затвора просторот ми се допаѓа, дава еден убав контраст на бојата од надвор, но и едно спортско чувство што сум голем фан на сето тоа, особено како возило предвидено кој што треба да ги привлекува погледите од надвор, одлично му одговара. Сега останува што да кажам дека доле се поставени два USB порта, што е голем плюс, голем лайк за Opel за тоа, бидејќи потребно е. Модерни времиња доаѓаат, ни се потребни USB портови за да ги приклучиме телефоните и што се друго не. Така да голема пофалба за тоа, има мал тунел тука на средниот дел, но не препорачувам да седите на средниот дел бидејќи како што кажав, целиот овој простор не ми е баш најкомотен за седење. Така да, ајде одиме да се возиме. Сега околу возење, околу вожњава на Opel Mokka мора да признам неколку елементи кои што стварно ме фасцинира. Пред се са моторот и менувачот, станува збор за 1,2 3-цилиндричен турбо бензински мотор, 3 цилиндри со 130 конски сили и 8 степен автоматски менувач, идеална комбинација. Значи ако гледате Opel Mokka, оваа комбинација мора да ја размислите бидејќи е стварно феноменална. На потрошувачка троши околу 6 до 7 литри во зависност од вашата воžnја, вашиот стил на возење, но повторно 6 до 7 литри е реално многу добра бројка, особено за градскиот метеж, тргни застани каде што нормално трошат автомобилите малку повеќе. Тука тоа е сведено на минимум и јас сум фасциниран во поглед на потрошувачката, во поглед на перформансите, 130 конски сили во Opel Mokka изгледат како 300 и кусур конски сили, стварно многу експлозивен мотор, мислам доволно брз и моќен за градските средини. Се што ќе сакате да пристигнете, бам, одма се случува, значи многу брз менуваш, брзо ги враќа брзините. Дури кој ќе оставите во спорт мод, кој ќе сакате да го почувствувате на спортско чувство за да менувате преку лопаткиве, одма. Значи толку инстантно менување, толку брзо, не е Porsche, добро, али сепак за едно вакво возило во оваа категорија, во оваа класа, стварно тоа е многу добро склопено. Кај моторот има уште еден друг елемент кој што ме фасцинира, тоа е звукот. Трицилиндричниот звук не секој пат, многу ретко, речиси никогаш не ме фасцинирал, но тука ми е толку симпатичен, толку ме потсеќа на она режење на старите Opel кадети, зборам кадети од 70-та година, кадет C, кој што го имаше она режење, така да некако ме потсеќа, не знам дали намерно, ненамерно направено, ама баш ме потсеќа на тие автомобили и ми е доста симпатично и искрено го обожавам звуков. Ретко се случува стварно како што кажав, но ептен ми е интересен овој звук. Сега околу вожњата, комфортноста, удобноста сум поделен малку околу ставовите, бидејќи кога станува збор за предницата, апсолутно во секој момент е тоа предобро изработено, меко и без разлика што е издигнат, дури од земја е висински доста издигнат, вози со 18-инчни тркала, со ниско профилна гума, не се очекува да има мека суспензија, но предницата стварно мека, не се чувствува дупките и релаксира.
но кога станува збор за задниот дел, буквално подрипнува на секоја дупка, на секоја нерамнина. Може би приметувате, ова се благи нерамнини, јас подскокнувам во седиштаво. Не ми е баш пријатно на подол крок на користење на ново возило, особено знаеме дека кај нас има малку повеќе нерамнини дупки, лежачки полицајци, особено тие ми беа најлошиот момент при поминување. Но во глобала е доста комотно, стабилно возило, многу стабилно возило и можете да се чувствувате многу безбедно. Сега кога почнав да зборам за безбедно, ова е Ultimate, највисокото ниво на опременост, чини 27.000, 26.900, со алкантара, со кожа, со 2 дигитални дисплеи, со автоматски менувач, со речиси сите безбедносни системи. Јас сум искрено запрепастен за нивното функционирање, бидејќи ретко се случува, особено во последниве епизоди гледам малку повеќе да се сконцентрирам на тоа. Сите се фалат, имаме вакви системи, такви системи, тоа е, ова е, но нивното функционирање, нивната конзистентност, тука треба да се покажат системите како функционираат, а не само да се каже имаме. Кај Opel стварно дури пробавме на cruise control да уклучиме да видиме како самиот тој управува во сообраќајна лента, го пушти воланот од раце, во моментов и гледате. Сето тоа се случува нежно, не ве джитка од лента у лента, па да биде тоа небезбедно, баш ве задржува тука, но имаме на критика, не е толку конзистентен како Hyundai и Kia. Во моментов Hyundai и Kia за мене се едни од најдобрите, односно автомобили кои што нудат најконзистентни системи во безбедноста. Opel и Peugeot и целата PSA групација стварно се многу близко до тоа, но има уште еден мал сегмент кој што треба да се дополни до тоа ниво. За жал, многу кратко време се дружиме со Opel Mokka. Тоа е, се надам дека ќе имаме и друга прилика каде што малку повеќе ќе дознаеме за неа, малку повеќе ќе се дружиме и ќе имаме малку подолга епизода, но мора да признам дека за овој краток период никој пат до сега толку многу ме нема гледано, бидејќи стварно многу внимание привлекува и е магнет за внимание. Дечки, толку од нас, следете не и се гледаме наредна недела. Чао, чао!